Ми е интервју со доктор Александар Мицковски, специјалист по урологија во болницата Аџибадем Систина. Разговараме за различни теми од сферата на урологијата, за различни специјалности со кои што работи докторот, но би почнала со едно прашање кое што е актуелно да новиве. Добро дојдовте како прво во интервју. Благодарам. Ми беше драго што за прв пат ме поканивте и ми е голема чест да присуствувам на интервјуто. Би почнала, како што реков, со едно прашање кое што е актуелно да новиве, тоа е предлог законот за пушење. Слушнавме различни мислења во јавноста, дали е пререстриктивен или не е, меѓутоа нема да навлегуваме во тие технички прашања, јас ќе ве прашам од медицински аспект. Како медицинско лице, колку пушењето е ризичен фактор за појава на различни видови на рак од сферата на урологијата, која што е ваша специјалност? Апсолутно. Мислам дека нема медицински работник што нема да застане за овој закон, затоа што последиците од пушењето се далеку сежни. Ако зборуваме за оние општи последици, сите ги знаеме. Оштетување на крвни садови, рана појава на коронарни заболувања, склоност кон инфаркти и така натаму. Ако зборуваме за малигните болести, исто така е докажана поврзаноста и штетното влијание на пушењето. Дури изолирана е супстанцата која што е дел од цигарите, од никотинот, која што е активатор на тие малигни заболувања, се вика бензопирен супстанцата, и е сигурно докажано кај 3 малигни болести директна поврзаност со тој агент. Тоа се пред се ракот на белите дробови, на грлото и на мочниот меур, меѓутоа и на мочните патишта. Затоа што уринарниот тракт во цела своја должина има ист тип на слузница. Пушењето активира преку оваа супстанца како надворешен агент појава на уротелни, значи слузницата на уролошките патишта се вика уротел слузница, активира појава на исклучително агресивни малигни болести и да е уште полоша приказната, ако не прекинат да пушат, тие се повторуваат. Кои што се следат до крај до животот, затоа што имаат склоност да се повторат. Например, ако сте оперирале на бешика на десната страна, ќе се повторат на спротивната страна. И тука таа стапка не е мала, туку е 25%, односно кај секој четврти кој што сме го оперирале од тоа, очекуваме да уште еднаш во животот се повтори овој агресивен тумор. Кај овие пациенти, препораката покрај да прекинат да пушат и да прекинат пасивно да пушат. И затоа го поддржуваме ова законско решение, затоа што ако во куќата дома има пушач, тој не смее дома да пуши, мора надвор, а за рестораните уште повеќе. Значи ракот на мочен меур, можам да кажеме по ова што ми го кажавте, да заклучиме дека еден од најчестите во урологијата. Но и директна корелација со пушењето. Кои се другите фактори кои што го предизвикуваат овој рак на мочниот меур и колкава е неговата зачестаност, например, во урологијата? Еден од најчестите, втор после карциномот на простата, и е типично дека не е фаќа само мочниот меур, може да е на уретерот. И за еден тумор на уретер треба да се извади истостраниот бубрек, уретер и дел од мочниот меур. Тоа е огромна агресивност. Покрај овие надворешни фактори, докажана е, кај некои ракови, например, еве како на тестис, не се знае што го предизвикува. Секако сите штетни надворешни влијанија придонесуваат. Меѓутоа конкретно како не знаеме. Овде знаеме. Кај уролошките, уротелните карциноми, придонесувачки фактор е мутација на еден добар ген, ние викаме тумор супресорски ген, кој што ја супримира, ја намалува веројатноста да се појават тумори. Мутација, изобличување на тој ген ја негира таа негова улога во супримирање на појавата на тумори и дозволува да се појават тумори. Во научни
истражување, тоа е сигурно докажано и потврдено. Не го проверуваме на секој пациент. Ако непушач се појави со карцином на мочен меор, истиот се повторува, многу веројатно е дека има мутација на овај добар ген PPS3. Меѓутоа, ако се повторува кај пушач, тогаш веќе е голема грешка, затоа што мора да прекине. Да се остави пушењето. Лани некаде во октомври, чинам прв пат во Македонија, во болницата во која што работите, беа изведени 2 минимално инвазивни процедури за третман на упорни или повторувачки стеснување на структурата на мочниот канал. Ке може ли да ни појасните за каква процедура станува збор? Да. Значи, тоа е една процедура иновативна, при која што стеснувањата на мочниот канал се всушност сврзано ткиво, односно лузни, и се многу чести. Можат да се последица на инфекција, на носење катетар за било која друга природа, ради повреда на мочниот канал или од непознати причини. Што беше лошото? Се решаваја преку пресекување на тој дел, отварање на каналот, меѓутоа имаа висока стапка на повторување. Односно, се повторуваја на долг рок, на 10 годишен период, кај 75% од пациентите мораше да се прават реоперации. Напредокот на науката бараше да се пронајде решение да таа лузна во каналот не се повторува. Ние започнавме потрага да го донесиме тој производ, кој што всушност се состои балон, чиј што зид е обложен со цитостатик, кој што има локално дејство. Веројатно ги тестирале сите цитостатици и многу други лекови и откриле дека тој цитостатик што се вика паклитаксел и служи за третман на многу агресивни тумори во онкологијата, тука има локално дејство. Значи не се прима во циркулација, меѓутоа тој балон како на дополнение на оваа процедура се надувува на точно определен притисок со манометар и после тоа стои за време на операцијата 5 до 10 минути и ослободува својот лек во зидот на мочниот канал. Ослободувајќи го тој лек паклитаксел, се намалува шансата од 75 на некои 20% да се повтори стеснувањето. И да се повтори, нема да биде тврдо како тврда лузна, туку ќе е многу поедноставно за решавање. Поефикасно. И вториот голем бенефит се отчитува колку голем процент од овие пациенти, кај што покрај хирушкиот ендоскопски лазерски третман, додадеме и балон. Ако додадеме и балон со лек, обложен со лек, пациентите во огромен процент ќе се намали, а тоа е 75%, потребата да се оперираат една сериозна отворена операција, каде што тој сегмент од мочниот канал, зафатен со лузна, со тврдо, како рскавица ткиво, се заменува со слузница од образот. Тоа е всушност трансплантација. Меѓутоа е многу сериозна. Самиот факт дека земате слузница од натрешната страна на образот и ја трансплантирате на друго место е сериозна работа. Ако вие пронајдете минимално инвазивен начин да тоа го превенирате кај 75% на пациентите, тогаш тоа е голема работа. Во ред сега би продолжила со нешто што е нели секогаш актуелно, тоа е ракот на простатата, која што и ваша специјалност. Ракот на простатата е на второ место по смртност кај мажите. Ке може ли вака, понародски, поедноставно кажано, кои се причините за прво симптомите на оваа болест? Кога машката популација треба да се обрати на лекар? Машката популација треба да се обрати на лекар, значи гај на простатата е докажано дека почнува да расте после 40-та година. Она што е типично само за овај тип на тумор, нема свои специфични симптоми. Значи, симптомите
од бенигното зголемување, од самиот раст на простатата, со оние што ако во таа простата има и малигни клетки, се исти. И затоа мора да се надополнат со дополнителни лабораториски испитувања, а некогаш, како релативно нова работа, еден мултипараметарски магнетна резонанца за простатата. Едно софистицирано испитување, кое што овозможува да се визуализира промени и од 2 и од 3 милиметри во простатата, што е типично и многу интересно. Да. Секако дека скринингот треба да се прави. Апсолутно. Ние можеби немаме таква навика во нашето општество. Па се почесто веќе, поготово младите, благодарение можеби и на вакви емисии, благодарение и на растење на свеста, месец ноември, апели, наши гостувања, здруженија на пациенти со одредени проблеми, се почесто доаѓа. Значи, младата популација можеме да заклучаме посвесна. Така е, според тоа што така е, говорите. апсолутно. Но Да, симптомите од простатата се делат од зголемувањето на простатата, се делат на две групи, едните се обструктивни, односно симптоми на препрека. Значи, потешко мокрење, напнување за мокрење, заостанување на урина, капење на урината, немање силен млаз, туку осцилација во млазот, кој што кај по одредени, по експлицитни случаи доведува и до капење на урина. Чувствуваат постојана болка во стомакот, затоа што им заостанува многу урина. И со тек на време, ако не дојдат на лекар и тоа го провери, тоа им станува како навика. Значи, првично, Тие се навикнуваат на симптомите и тоа го прифаќаат како живеат со тоа како нормален начин на живот. Не е тоа Значи, нормален прв начин на индикатор би живот. било никаков проблем со мокрењето. Другите се иritативни. Тие почесто мократ, стануваат ноќе, не се наспани, им смета на работоспособноста, ургентно ги тера на мокрење. Например, треба да патуваат, прво што помислуваат е каде ќе има бензинска станица да застанам. Имаме сега интервју кога ќе заврши за да одам во тоалет. Тоа е оптеретување и не треба да живеат со тоа. И друго што мора да го знаат, дека покрај ПСА маркерот како лабораториски скрининг, ехо прегледот не ги открива карциномите. Например, ако оди некој господја за ехо на дојките, се гледа промената. Ние на ехо на простата не гледаме. Дали ПСА е 0,2, 2 или 22, на ехо простатата изгледа еднакво. Она што ја прави разликата, за да го видиме со тие сликачки методи, е магнетната резонанца. Ама за да таа ја индицираме, претходно има други постапки покрај ехо, лабораторија, ректален преглед на простатата, па потоа до скоро немавме начин ние да го видиме дали во таа простата на која што сме ја виделе, измериле волумен, позиција, начин како мокри пациентот, и тоа сега го мериме. Има апарат со сензори кој што мери со која брзина мокриме и црта диаграм дали мокриме хомогено, мазно или е тоа испрекинато како пила, да кажеме, така го опишуваат. Меѓутоа, немавме можност да видиме дали во таа простата се случува нешто што не треба. Тоа го возможува сега таа напредна мултипараметарска магнетна резонанса. Во некои западноевропски земји задолжително еднаш годишно да се направи скрининг, мажите да направат скрининг, или да посетат уролог, да направат соодветни испитувања, дали можеби кај нас се размислува во оваа насока? Па треба да се размислува и често уролозите од наша како да е стигматизирано машкото здравје. Рековте тоа се менува, но сепак се уште е бавно и има простор за подобрување. Ако ме прашате за моje лично искуство и пример за како треба, сум го видел како и многу голем број од уролозите ние одиме на обука во Словенија. Тоа е држава која што, можеби заради тоа што сме биле една држава, веројатно,
меѓутоа ни се отворени вратите, кога сакаме и колку сакаме. И имаме увид покрај во она што сме отишле да научиме и во она како им функционира здравствениот систем. Таму Министерството за здравство, а кај нас има сигурно епидемиолози, специјалисти по медицина на труд и така натаму, кои што одредуваат, јас сум на таа возраст, што оваа година ќе ми треба. И добиваат писмена покана што, каде и на кој датум, во колку часот ме закажа. Кој здравствен проблем станува збор? Значи, без разлика има скрининг скрининг програми, например, на полните 40 години, микрокрварење во ФЦС-от. Треба да испитате ПСА маркер. Закажано ви е тогаш и тогаш, или дојде време, еднаш на 5 години треба колоноскопија. Годинава не треба вие да знаете дека треба колоноскопија. Самата држава ќе добиете писмо, вие е закажана во Марибор на тој и тој датум кај тој и тој доктор. И вие мора да се појавите на тој скрининг. И на тој начин штедат. Не трошат пари затоа што сите ги викаат годинава. Штедат затоа што ги откриваат на време туморите, штедат на скапи лекови, штедат на онкологија и имаат здрава популација. И днината на медицината не е во скапи лекови, цитостатици, втора, трета генерација. И днината е во превенцијата. Да, секако. Тоа е добар пример. Во болницата во која работите во моментот применувате нова метода која што за прв пат се прави во Македонија. Со локална анестезија се третира бенигно зголемување на простатата, значи бенигно, тука не говориме за мали. Да, исклучиво е за бенигно. Многу од пациентите вака, тоа е една иновативна. Значи тоа е процедура која што е пронајдок. Нема никаква поврзаност со било што досега што се знаело за простатата и лекување на простатата и оперирање на простатата. Пронајдокот овозможува нешто што досега беше незамисливо. Да се оперираат денес, да си отидат дома денес, може во кратка анестезија, да кажеме, може и во локална, комплетно, значи, како за поправка на ЗАП локална, да го утрнува регионот на простата и после ништо не чувствуваат. Како пример, дека стварно, на вистина не чувствуваат, е тоа што, например, добивате локална анестезија и стоматологот може да го вади забот, да ја буши, крши коската и така натаму. И не боли. Простатата е мека, како сунгер. И сигурно многу помалку ќе ги боли. Има дискомфорт. Меѓутоа, предноста е што кај стари луѓе со лоша циркулација, прележани инфаркти, стентови, останати коморбидитети или тоа значи други болести што ја прават ризична анестезијата, односно воведувањето и будењето на анестезија го прават поризично него оваа минимално инвазивна процедура, тоа им го овозможува за прв пат да го направите во комплетно локална. Значи, многу прашуваат таа локална дали е таа во кичмата. Не, тоа е регионална и после тоа мора 24 сати да лежите од пола надолу, вклучително нозете се парализирани. Не осеќате болка, меѓутоа не можете ни да ги движите мускулите. Ова е апсолутно локална. Не, таа се вика спинална. Епидурална е еден друг простор, двете се аплицираат во кичмата, да. Во што се состои процедурата, така е методата? Методата се состои во употреба на врела водена пареја над 100 степени, 103, пошто е под висок притисок, меѓутоа овој генератор ја добива не со топлина, се е ладно, туку со радиофреквентна енергија, која што преку еден рачен уред вие ја испорачувате преку игла на типични зони за кои што сте биле на обука, како и каде треба да боцкате, колку долго и така натаму, и доведуваат до изумирање на простатното ткиво. Односно, она ткиво што смета на проводноста на каналот. Вие тоа го гледате на камера и завршува процедурата, пациентот за 2 часа е испишан од болницата. Што се случува? На денот на операција толку.
После 2 недели започнува изумирањето на ткивото и организмот со своите природни процеси на варење на храната тоа ткиво го отстранува. Не го измокрувате, многу ми намислат ке мокрам нечистоти, ке мократ парчиња, ке биде језиво, не е така. Значи организмот го вари тоа ткиво со своите природни механизми на лекување, вклучително и варење на храната. Например, зрачите некој тумор и го нема веќе туморот. Тоа не значи дека го измокривте туморот, туку се стопил, го сварил организмот. Истото се случува и со ова мртво ткиво. И ако имавте еден затворен канал, сега се добива широка јама. Тој период во кој што ќе се креира таа јама, треба да знаат пациенти дека не е утре дента. Туку треба да поминат 2 недели до 3 месеци и потоа тоа ќе се одржува во наредните 10 години. Тоа е тоа што е предвидено. Ние реализиравме до сега над 100 вакви процедури и од оваа година, пошто компанијата организира како нова метода и ги собира светските искуства. Ради големата бројка што ја направивме за кратко време, нашите мерливи резултати, окои што се мерење на брзината на протокот, остаточната урина, волуменот на простатата, скорот, збирот на симптоми што ги има пациентот, се бодува, се даваат бодови за секој симптом и сето тоа е вклучено во светското искуство за оваа метода. И за сега резултатите се одлични. Колку лекарите се обучени, дали само во оваа болница или генерално? Вака, за оваа процедура... Бидејќи велите дека мора посебно обука, да, за да значи, се аплицира. Компанијата за оваа процедура и за сите своји всушност таа компанија, како затоа што овие процедури не се дел од процесот на формална едукација, што се вика специализација по урологија, организира по нивни предлог задолжителна обука. Тоа значи прво материјал за читање, полагање на писмен дел, ако се квалификувате центар за обука, имате референтен центар, веројатно во скора иднина и ние тоа ќе постанеме. Во тој референтен центар добивате обука гледајќи како хирурзите работат на пациенти, меѓутоа тие имат и тренажер електронски уред во кој што ја вежбате таа процедура и ве оценува самиот уред како колку добро ја правите и кога сето тоа ќе го поминете, меѓународна екипа од експерти од таа област доаѓаат вас да ве оценат како тоа го правите на пациенти, да речеме првите 3-4 пациенти во еден ден, треба да ги изоперирате под нивна контрола, дека сето тоа го правите како што треба. Од каде е оваа метода? Методата е пронајдок на Boston Scientific, тоа е америчка компанија, која што вложува исклучително во пронаоѓањето на нови работи. Значи, не подобрувањето, ако сега имаме микрофон, а во година имаме подобар микрофон. Туку да смисли нешто што нема врска со микрофонот и затоа е лоцирана во Бостон, каде што е инженерскиот MIT универзитет, веројатно најдобар на планетава, каде што ги црпи најдобрите научници. И ние користиме многу производи од таа компанија, затоа што се е иновација по многу области, вклучително и ова, што, да кажеме, пред години беше незамисливо да денес се оперира простата и за 2 сати да си отиде дома пациентот и во наредните години се да биде во ред. И вклучително, што е многу битно за оваа процедура, е идеална и за млади мажи со многу симптоми. Тоа сакав да ве прашам, возраста на лицата кои што биле подложени на оваа процедура, Многу реков околу 100 пациенти. Да, дали е претежно постара популација или е... Претежно е постара, меѓутоа сме оперирале многу пациенти во возраста која што е меѓу 45 и 50 години. То се млади мажи, сексуално активни, во најдобрите години, мислам за работоспособност,
кои што работоспособноста им е клучна. Треба да работат, да заработуваат, да не отсуствуваат од работа. Оваа процедура возможува и веројатно не само во урологијата, туку и во хирургијата дозволува од наредниот ден да работите све, да се вратите на работа, или ако е во локал, уште истиот ден може да отидете на работа. Нема забрана за работа, за подигнување на тежина, и во 100% од пациентите за гарантирува, самиот производител гарантира зачувување на потенцијата, ерекцијата, и што е многу битно, и на исфрлањето сперма. Односно, ако оперирате млад маж, Кој ви е најмладиот пациент? најмладиот пациент нема нормално со име, меѓутоа е на 21, кој што не можеше да мокри, кој што имаше над 500 остаточна урина, заради не преголема простата, туку неправилна форма која што предизвикуваше една преграда, централно поставена, која што не дозволуваше правилен тек на урината. И сега излегуваат се повеќе и повеќе така, затоа што тие седеа дома, не знае дека, немаше лек за таа работа, немаше процедура, немаше лек, и седеа и живее со симптоми. И сега како се популаризира, вклучително и на овој начин, сите излегуваат најнаш што со години се мачеле, затоа што ако оперирате на друг начин, 20 поинвазивен, тој не може би се друго ќе е во ред, ќе мокри одлично, ќе има добра ерекција, меѓутоа нема да исфрла сперма. Ова е единствената процедура што овозможува да после неја вие бидете татко. Тоа е голем напредок. Значи не се Спречува, нарушува. не се нарушува, да. Напротив, се загарантирува. За крај би ве прашала, еве, ваша порака да ми дадете секако домашката популација, бидејќи говориме за рак на простатата и проблеми со простатата, меѓутоа еве и генерално, нели, Значи, колку е препораката потребно е да се дека- превенира наместо да се лекува. Апсолутно пораката е да дојдат и за секој проблем да се консултираат. Затоа што се трудиме се она што светот го има, да го имаме и кај нас. И не можат тие, колку и да се интелигентни, да користат електронски уреди и читаат апликации, да се знаат. Многумини имат лесно решлив проблем, меѓутоа не побарале решение. А да не заборавиме, тоа што го кажав и за Словенија, дека иднината на медицината е во превенцијата на малигните болести. Или ако веќе било да се јават, да се откријат рано. Да се заврши со хирургија, да не завршат на онколошки третман, не дека подценувам таа гранка, исклучително тешка. Меѓутоа, да пробаме да го решиме без да треба таква агресивна... До крајниот стадиум. До крајниот стадиум, така е, да ги откриеме во ран стадиум. Господине Мицковски, јас ви благодарам за ова интервју. Ви благодараме. Многу работи, се надевам ќе допреме до граѓаните за поголема грижа на здравието. Апсолутно се надевам дека ова ќе има само позитивен ефект. Не да ги плашиме луѓето. Секако. Благодарам. Благодарам.